Еве, минатата недела бевме во Панчарево, сега сме во село Црквенец. Што конкретно денес ќе имате прилика да им покажете на земјоделците во рамки на овој проект? Во склоп на овој проект ревитализација на старите овошки, минатиот пат беа прикажани како треба да се изврши резидба за подмладување на јаболко. Денеска во овој регион, во ова село, ќе покажеме што со крушата, бидејќи иако спаѓаат во иста група, има малку по различни, по специфични работи. Проблемот со крушата и губењето јаболко се уште го имаме релативно добри стебла, и дека крушата има доста проблеми со болестите, а резидбата малку треба да биде попредпазлива, но сепак во таа насока ќе биде исто подмладување и ревитализација на старите стебла со стари сорти круши во Пијанечкиот регион. Гледаме многу стебла на вистина и гранки, како ќе се реши тоа да крушата биде изведена на прав пат, ако може да се спаси? Владењето, оние мерки што се превземаат сега, ова година и ова пролет ќе направиме некои поригорозни мерки, меѓутоа за да пак е релативно брзо, за 2 години, значи со дополнителни мерки во текот на оваа вегетација, после резидбата 2 до 3 летни операции и наредната година веќе би можело да се често може да се вратат овошките на прав пат, веќе во третата година да имаме овошки во полна родност, кои што ако ги засадиме, ќе ни требаат 7, 8, 50 години да добијат развиено за да влезат во полна родност. Овде ќе можеме да го постигнеме тој ефект за релативно пократко време, за 2 до 3 години максимум. Сте били овде во повеќе наврати преку проектите на Фиданчо, програма за мали грантови која им помага на некој начин земјоделците да отпочнат нешто што е важно за овој крај, да се врати на некои стари сорти или на стари домашни животни или стари сорти на овошки. Еве, колку ваквите проекти се значени, колку вашата програма им помага? Благодарам за прашањето. Ние помагаме Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови, помага Сдружение на граѓани, во случајов Аронија, каде што координатор е Фиданчо. Ова спаѓа активност во биолошка разновидност само од областа на земеделието, каде што Сдруженијата на граѓани настојуваат и успеваат заедно со помош на факултетот за земеделски науки и храна, зачуваат стари сорти на растенија, овошки, житарици и да зачуваат исто домашни автохтони сорти на животни. Кокошка, шарпланинецот, овца, праменка, коза домашна, свиња, стара сорта и така натаму. Сите проекти досега кои што ги имаме од оваа област, според кажувањето на Сдруженијата на граѓани, на членовите им помагаат, затоа што не им служи ова типично за екзистенција, но помага да се зачуваат старите сорти и производите од истите тие сорти кои што некогаш ги имало, да не дојдеме само на неколку видови, увозни видови во Република Македонија. Колку годишно средства еве изминатата година, да кажем 2017, има на располагање сите кои аплицирале за вакви? Нашиот фонд на годишно ниво има 400.000 долари, ова година уште 200 плюс ги добивне, кои што се распределени во неколку области, но грубо можам да кажам дека за биолошка разновидност одат скоро половина. Другите се за климатските промени. За биолошка разновидност, значи ќе повторам, скоро половина од средствата одат низ цела Македонија. Благодарам.